Трошка врз трпезата на Бога, расцутена овошка на небото, брошка на дезерото меѓу облаците. Од зраците извезена птица врз везмото на галичица. Видов куќи, бели ангели на небото, ги прашав. Чии се? Божји, одговорија. Го прашав Бога, чие е местово? Мое, одговори Господ. Си реков, од Бога создадено, Богу подадено. Велестово, тука не се умира, од тука се вознесува. Вака писателот Михаил Ренџов го опишал животот помеѓу два неба. Велестово, кое како небесен чардак го представува содржателот на се, на земјата и на водата, на радоста и на раѓањето, на вечната и непромислива вистина. Тој, и колку кратко да престојувал на небесниот чардак, успеал да ја дефинира вечноста низ замислени бои, кои се менуваат од небото и водата, понекогаш прекршени, бледи или светли, понекогаш засолнети од високите ридови на галичица, ама често и сјајни, особено кога спектарот осветлува нови животни патишта на велестовци. Всушност, мајсторот на пишаниот збор низ неколку реда успеал да ги прераскаже минатото и иднината на Велестово, земајќи ги предвид сите возвишенија, падови и надежи од денешната населба. Таква слика ќе биде тема за ова сторија, но надополнета со видување и прошетка низ реалниот живот, некогашен и денешен. Селата, лоцирани на западната падина од планината Галичица, се претежно стари населби, кои безмалку сите поседуваат пишани документи за своето постоење. Се чини дека добар дел од животот им бил сличен или целосно ист, со оглед на фактот дека сточарството им било единствен извор на екзистенција. Така селата Елшани, Коњско, Велестово и Рамне од секогаш ги подмирувале потребите со млечни производи, не само за своите семејства, туку и за жителите од пониските предели кои се занимавале со земјоделие или риболов. Селото Велестово се издвојувало по број на добиточни грла, од каде и го добило името по застапникот на сточарите, богот Велес. Низ својот многувековен обстој, селото Велестово често ја менувало својата локација. На среќа, ја имале можност за заклон во случај на несреќи или епидемии со оглед на големото пространство од сопствениот татар, со конфигурација на планински влабнатини, благи ридови и богат ток на реките. Така, местноста Кромидишта, каде се наоѓала првата населба, морале да ја напуштат поради лесниот пристап на арами и зулумчари. Набргу се засолнуваат во местноста Селиште, не многу далеку од денешната населба, кога најнаш животот им постанал пеколен со зачестено напаѓање на ламја, која ги јадела луѓето, особено девојките кои оделе на чешма по вода за пиење. Нанесените зла не ги фрла во очај, туку формираат група на домови неколку стотици метри пониско, што ќе го чини формирањето на денешното село Велестово. Викаат, и изборот на новата локација не е случајна. Тие, како духовни верници, цврсто врзани за Господовата мајка, морале да ја пренесат и црквата Успение или смртта на Света Богородица. По обидите да ја лоцираат со сопоставување на икона од Света Богородица, наместо на одреденото место, иконата ја нашле во една грмушка и одлучиле токму тука да ја удостојат Господовата мајка со храм, што ќе ја представува денешната црква Успение на Пресвета Богородица, односно средиштето на денешното село Велестово. Се мисли дека црквата е изградена истовремено со црквите Свети Спас во Лескоец и Свети Никола во Косел. За нивната изградба, како донатор се појавува Потур Петко од село Лескоец, кој како 10-годишно дете бил земен од местноста Сува Чешма додека ги пасел овците и однесен во Истанбул. Од кога е поминал воената јаничарска школа, станал висок турски офицер, кој бил испратен на служба во Охридскиот крај. Присетувајќи се на детството од една и можноста за донација од друга страна, целосно ги изградува трите цркви.
Значи селото Велестово е стара населба и затоа, како што напоменаме, се споминува уште во 13-тиот век, иако црквата почнува од 15-тиот век е изградена, сепак според надписот на северниот зид, како што гледате, тука се спомнати ктиторите попот Ѓорги, Станче, неговиот брат Михо, Дабец, Петко. На крајот од овој надпис е напишана годината, а тоа е 4 мај 1444 година. Вториот надпис, како што напоменав, се наоѓа над западниот влез од натрешноста на самата црква. Во него се наведуваат ктиторите Вълкота, неговата сопруга Славка, керката Рувана и синовите Михо, Јаков и Никола. Во надписот се споменува и ова е навистина голем значаен податок и Охридскиот архиепископ Никола, а на крајот е испишана годината 1450-1451. На северниот зид навистина се насликани светите ратници. Овие ратници, за жал во долната зона, тие се уништени. На јужниот зид, одма до олтарниот простор, е насликана Света Богородица, на која е посветена црквата. До нејзе одма е насликан Свети Никола, заштитникот, чудотворецот, заштитникот на водите. А до нив, како што гледате, ретко насликаниот лик на Свети Климент, чудотворец Охридски. Треба да се каже дека овие насликани три ликови ги евоцираат најдобрите пластични решенија во охридското сликарство од тоа време. А иначе иконографската поставеност на сите овие, на целиот фреско живопис, тематската и идејната осмисленост на целиот живопис, значи во овој храм во себе ги следи основните поставки на живописот на малите охридски параклиси од 14-тиот век, што ќе ги прифати и ќе ги негува Охридската сликарска школа од 15-тиот век. Иначе во порно време, да кажеме, фреско живописот на места е пресликан, затоа што и со голема конзервација ќе треба да се изврши за да се најде достајниот живописа кој е сочува на тоа време. Како духовен стожер за велестовци важи Господовата мајка, која е удостоена секаде каде што тие ќе оформат дом. Старата црква во местноста Кромидишта исто така посветена е на Света Богородица. Според кажувањето на постарите жители на селото Велестово, поранешното старото село се наоѓало во местноста Кромидишта. Тоа е значи на скоро самиот пат што води Охрид Свети Наум. И вистина денеска имаме остатоци на 100 метри од главниот пат, значи како што напомена од Охрид Свети Наум, на исток се наоѓаат урнатини од црква. Таа црква била посветена на мајката Божја Богородица и ново 30-тите години од минатото столетие била урната. Денешниот простор е раскопан од диви копачи и теренот денес е целиот покриен со лески и трева. Но треба да се напомене овде, во близина на оваа црква, значи на полуостровот Горица, се наоѓа триконхална црква од времето на Свети Климента. Значи Свети Климент Охридски направил црква исти како она што била во Свети Наум и на Плаушник. И затоа ние веруваме дека оваа местност, значи Кромидиште или оваа црква посветена на Света Богородица, била старо култно место уште од времето на Климента. И затоа, кога се преселиле, старите жители на тоа село, кога дошле горе, исто го пренесле култот и ден денеска тие ја слават славата на Успение Богородица или Голема Богородица, која се слави во август месец. Големата духовна посветеност на велестовци дозволила почити и према другите светци. Во непосредна близина на денешната населба изграден е храм со конаци посветен на Света Троица.
Велестовци викаат дека е тоа дело на верник кој црквата ја има отстапено на целосно одржување на Охридската метрополија. На околу 1 километар под самото село Велестово кон исток, значи од левата страна на патот што води за Охрид се наоѓа црквата посветена на Светите Тројци. Во 1987 година е изградена црквата. Градена е од делкан камен, еднокорабна со 8-страна купола и полукружна апсида. Во 1990 година внатрешноста е живописана. Во склоп на црквата западно е изградена трпезарија икона. Посебно восхитува црквата Свети Благовештение, сместена покрај Велестовската река, веднаш над Ново Велестово или Рача, како што е географски забележана најновата Велестовска населба за која подоцна ќе стане збор. И црквата Свето Благовештение судбински е врзана за иконите. Додека најпрви иконата стоела до изворот за да ја обележи светата вода, брзите води од Велестовската река ја понесле долу во низината. Низ песокта ја забележал човек и ја вратил на изворот. Тоа било доволно да ги мотивира верниците да изградат цврст објект како војнина, би ги штител иконите и изворот од брзиот воден наплив, каде најчесто се појавуваат истовремено поплавите напролет поради топење на снегот од планината, а изворот се појавува на денот Благовештение, поради што се смета дека е света, односно лековита вода. Нејзиното лековито дејство афирмирано е надалеку, откаде се зачестени посетите на верници од сите краеви во земјава. Таа била причината што верниците изградиле иконак, како би дозволиле сигурност на посетителите. Најголемите посети следат токму на денот на светителот, кога задолжително се организира црковна свеченост и црковен ручек за сите присутни. Поставувањето на високиот метален крст над селото, дело на верник, уште еднаш укажува на приврзаноста на велестовци према духовните вредности. Меѓутоа, одразот на вербата не лежи само во изградба на храмови во Велестово. Всушност, со отемелување на црквата Успение на Пресвета Богородица се формира Велестовското сред село со изградба на селската чешма. Судејќи по надписите, и неа ја оформиле познати градители од тоа време. Се наоѓаме на сред село, треба да кажем неколку збора за оваа чешма. Имаме тука оригинален камен од 1893 година и тука се зборува дека оваа чешма е направил мајстор од Наум од Малесија или од селото Локов. Во последните неколку децении до чешмата се придружува нова градба, Светијонски базен, кој служи исклучиво за осветување на Велестовските води, односно за фрлање на Светијонскиот крст. Велестовци не само што се гордеат со своите духовни градби, туку и максимално ги користат за духовни обреди и средби од народен карактер. Особено се изразени за празниците кои го допираат деновите од светителот, како и за божичните, васеличарските, водичарските и великденските празници. Еве едно видување на духовни чествувања кои за велестовци веќе постана духовна обврска. Селуќен цар, творец на се, тој се роди во Пештери, беше положен расти како најодличните тогашни палестински и во тоа време сиромашни луѓе. Господа, дојде и превозвозите, благословите овари Господа,
prva pravi.
sercu bolno, ludo more mi pegava, boli mi glava, boli ludo niti polovina. Ti ludo nisi, ti ludo nisi me. Što ljubiš, moje to braće, što ljubiš, moje to braće me.
vaše zlatá čaša, ikona tamo čaša, taru vino, vino to zlaté prstene. Siva, sinice, karečice, načinila tavu gore, na velgura stoji naše, gore vaše zlatá čaša, ikona tamo čaša, taru vino, vino to zlaté prstene. Vaše zlatá čaša, ikona tamo čaša, taru vino to zlaté prstene. Pomôžu radostný veselý. Áno, pomôžete v Bratislave. Aj, ja veselý, keď krčíme popad. Aj, kice.
Боже, защити, спаси, помилуй, запази, Господа благодать, спомнувайте пресвятата, пречиста, преблагословена, славна владичица наша Богородица, Всевишнего Мария, со свите свети, самите се виден други си от наш живот, на Христа Бога да го предадеме, защо да види прилега, всякаква слава, чест и поклонение на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всекога ще вече векове. Амин. Велик си Господи, чупи се Твоите дела и ниеден спор не доведе да ги спее Твоите чудеса. Велик си Господи, чупи се Твоите дела и ниеден спор не доведе да ги спее Твоите чудеса. Велик си Господи, чупи се Твоите дела и ниеден спор не доведе да ги спее Твоите чудеса. Зато си договилно, доброволно, се си привел от нищо убитие, се си привел нищо и со твоята сила, не да ти памет и твоята църква да управя светът. Сам ти човек, че царно дойди се с отиването на това свету и освети и ме Боги, сам ти човек, че царно дойди и сега с отиването на твой свет и освети и Одиеводие. Сам ти човек, че царно дойди с отиването на твой свету и освети и Одиеводие. И дай им благодат на изпълнение благословени Йорданово направи избор на чистото дарство светуване за освободуване от грехове и изцеление от болки и да бидат приспели за бесовите. Сами сега, Владико, освети ова вода со Твојот свет дух. Сами сега, Владико, освети ова вода со Твојот свет дух. Сами сега, Владико, освети ова вода со Твојот свет дух. И дай им на сите што се допираат до неа или причестуваат и мијат со неа осветување, здравје. Да видиме долу, тие треби кај нас дига. Така е. Тие треби. Листе, мора додам поздрав, волем се слушаме. Ајде. Го повикуваме да дојде овде. Кристијан може да дојде. Остате се. Еј! Значи, ја повикуваме нашата капитено на македонската женска репрезентација Симона Крстановска да му го додели златното ланче на Кристијан. Исто. Ајде, Симона. Игорче. Ради се психолог. Се мола да дојат тука да одела Има за тоа лице задолжено. Кај е снежка, бе? Кај, мен за кај. Треби да чукат мо? Треби да. Кај е снежа, бе? Не е битно кој како не. Котри, су ли така? Котри. Така да е, е така. Е така. Застани тука, не си препадил. Застани, кумчево, време му треби. Многу ви брзат, бе, што правите?
Немојте остигнite, а поможите. Векалдиса. Да поможи. Векалдиса нешто направило. 1 килове ославесите. Малце. Да поможи Векалдиса ославе попове. Заврши емисијата. Тоа беше работата за тоа. Чествување на Велестово, чествување на Рача. Жителите по потекло од централното село, од некогашната галичка општина Велестово, како да се присутни насекаде. Најнапред да се вратиме на големите преселби и избегови на велестовци, кои биле изиритирани од желбата за стварање на подобри услови за живење. Така, близината на градот Охрид им дозволува спознаја за модерниот начин на живење, каде знаеја дека ако го прифатат, ќе мора да бидат жртва која ќе се одрзи најнапред со скромна живеачка поради отоѓување на добиточниот фонд, ама и поради трошоците за формирање на новиот дом, кој по незапишано правило мора да се лоцира во непосредна близина на градот. Најчесто одлуката за изградба на новиот дом ги носеше на сопствена земја во местноста Рача, каде потеркот на намалени трошоци и старите куќи и дворови во Велестово ги изнудуваа на лица надвор од нивната лоза по многу ниска цена. Тие во Рача не добија ораници, зашто ги нема. Повторно ги воздигнаа домовите на стрмнина на кои и навикнале. Се чини дека блискоста со градот ги кошта многу, зашто денес во Велестово изгледа најмалку има велестовци, сем можеби за деновите од духовните празници, на кои сите се враќаат на стариот праг. Потегот за компензација на духовната загуба силно ќе ги враќа назад. Всушност, вечните домови на велестовци се токму во кругот на нивниот ангел-чувар, Господовата мајка Света Богородица. Денес малку има трошни и распаднати куќи во Велестово. Напротив, се возобновуваат потеркот на современата архитектонска градба. Како повторно да проработи мистријата во Велестово, и не само на индивидуалните објекти, туку и на духовните. При крај се градежните работи на црквата Рождество на Пресвета Богородица, ама и на заедничките, што е случај со реновирањето на поранешната училишна зграда. Денес таа представува вистинска гордост за велестовци, каде во улога на Дом на култура нуди различни вредности. Се чини дека традиционалните занаечиски познавања и мрежа на велестовци. Таков е случајот со велестовските копаничари Пере Блажевски и Стојан Джајковски, каде нивните резби денес ги красат многобројните цркви во балканскиот православен свет. Јас сум Пере Блажевски, со колегата Стојче Джајковски работиме веќе трета деценија како почнеме да работиме. Со тоа можеме да се пофалиме. Екипно работиме цело време, тоест војемо работевме заедно. Со транзицијава на времево ние се одвојавме од демо, се осамосталивме и сега работиме самостално. Имаме доста иконостаси изработено, експонати за поклони, имаме намештаи работени, така. Можеме да и потенцираме иконостасот за Швајцарија, црквата Свети Наум.
Имаме за Америка работено, Охајо. Како самостално имаме овде работено во црквата Благоец, во црквата Света Недела во Којнско, во Трница Мавровско ето. Сега моментално работиме за Гостивар, манастир Свети Никола. Работиме за црква Богородица во Ресен, селото Арбати. Едни прекрасни царски двери, можете да ги снимите за тамосен. Да видите кои тие се вратите за влегување во рајот. Ние често пати ги отвораме тие врати, ама не сме влегле во рајот уште. Па овие царски двери, за да се изработат во овај стил вака како што се гледани, двајца треба да и работат најмалку 4 месеци. Така да работата е мако трпна. Многу викаат дека овај занает е, ама јас би го нарекол нешто поќе од уметност. Така да што во уметноста, во сликарството материјал се додават, а овде ние сме ограничени, одземаме материјал. Озгора, како што гледаш широкиот видик долу, така и го правиш да се менува секој миг. И горе и доле, искрат и гаснат звездите, ту осред облаци, ту осред бранови. Овие зборови на писателот Богомил Ѓузел доволно ја представуваат универзалноста на велестовското поднебје и велестовскиот живот. Сета исцедена мудрост се одразува низ велестовската ноќ, која мора да се оживее, за да се разбере. За представување на универзалноста по се изгледа поезијата е незаменлива, па макар да се нарекува поетска ноќ во Велестово. Благодарение на велестовскиот поет Славе Ѓоргодимовски, веќе 20 години наназад, секогаш во средината на август се собираат еминентни поети од земјата и светот, како би низ напишаниот збор го изразиле чувството за ова племенито поднебје. Минатата година Поетската ноќ во Велестово го прослави својот сребрен јубилеј, 20 години од незиното постоење. Тоа е еден голем период во кој што може да се согледа, да се видат сите еволутивни етапи на самата манифестација. Во тие 25 години таа успеа да се наметне како една од најоригиналните, а веќе во овие последни години можеби и најзначајните македонски манифестации. Тие почна во далечната 1989 година по еден банален повод. Во тоа време имав една тогашна југословенска награда во Загреб и секој добитник на таа награда требаше во својата република да направи свое представување и еден вид промоција на самата награда. Во тоа време јас во Скопје не сакав во Охрид да се направи таа промоција, но заради некој недоразбирање со Домот на културата, мојата одлука падна да биде во моето родно село, во Велестово. И тоа се случи. И за среќа испадна дека таа вечер беше прво прекрасно организирана, потоа дојде доста гости и на еден начин се откри еден нов амбиент на представување на поезијата. Значи тоа беше првиот показател дека таа идеја која што се роди веднаш после таа средба, дека може да се оствари и да биде многу интересна. Интересна од неколку аспекти. Прво, поетската ноќ во Велестово се одржува на падините на планината Галичица и поезијата излезе од академски рамки. Значи, беше доказ дека поезијата, иако веќе влегува многу институционално, може слободно да комуницира и со обична публика која што во тој момент беше од селото. Таа комуникација исто така може да се свати дека тој возвишен збор на еден јазик наеднаш најде свое поддржувачко тло онаму од каде што излегол.
Значи, кај нас во Македонија и на Балканот, а и пошироко, мислам дека во народните песни, во народот, во духот, во битот на народот е зачуван таа есенција на изразот која што од еден обичен или секојдневен говор најнаш добива едно повозвишено, восхитено значење. Манифестацијата се развиваше од година во година, а нејзината оригиналност беше што во една вечер се представуваше еден поет, значи поетски портрет и изложба на еден од македонските сликари. Локациите неколку пати ги менуваше, но испадна дека најавтентична и најблиска до и гледачот, и слушателот, и публиката е сред селото, значи кај што е чешмата, а изложбите да се прават во теремот на црквата. Низ рамките на таа манифестација поминаа најзначајните македонски поети, кои што се веќе класика, како например Петар Андреевски, Гане Тодоровски, Анте Поповски и други, но и најзначајните македонски сликари, меѓу кои Григор Чемерски, Вангел Наумовски, се моментот да ми паѓа Милорослав Масин, може да се рече, Газавен Бајрам, кој што беше многу интересен со своите мозаици, Славко Упевче, Родолюб Анастасов, Владимир Георгиевски и други. Стотина глави ситен добиток, колку што ги има во Велестово, само ќе ве подсетат на старите времена, кога истите се броеле на илјади. Домачинот тврди дека млечните производи се толку квалитетни што, доколку ги има за понуда на пазарот, купувачите сами доаѓаат. Секогаш се исплаќат свешојќи ако работаш со љубов. Тоа е прво љубовта, а све се исплаќат ако работаш како треба. А сточарството од оваа порентабилна работа немат. Све јас су продавал од дома. Јас на пазар не знам се продават сирени. А имам некаде 6 месеци просек. 100 литри. Другата страна од животот, Велестово дозволува да се доживее низ сониште и надежи. Првото поради поетската вредност од поднебјето, а второто поради формирање на млади ликови со задивувачки талент за област на заинтересираност. Ако професорот Славе Ѓерго Димовски е носител на поетските вредности, младата фудбалерка од Велестово, Симона Крстановска, успева да допре до А репрезентацијата, ама и со капитенска титула во клубот каде што игра. Сето другото, како белег на времето, ќе го обележат македонските глумци, кои секоја година во Велестово снимаат македонски народни приказни.